Разговараме со новиот градоначалник на општина Крушево, Томе Христоски. Господине Христоски, победивте уште во првиот круг, го победивте вашиот против кандидата со 1500 гласа разлика. Пред вас се големи предизвици, народот има големи очекувања. Еден од најгорчливите прашања е белата чума, односно ицелувањето на младите од Крушево, невработеноста нивна, така да почнеме кои се вашите планови за вршавање на овој проблем? Јас сум новиот градоначалник на општина Крушево. Значи, Крушево се соочува со екзистенцијален проблем иселувањето, посебно на младите. Значи, изминатите 8 години доста млади го напуштија родното место Крушево, а и во последно време се иселуваат и цели фамилии. За мене е огромна чест да се биде градоначалник на општина Крушево, меѓутоа и голема обврска. Во овие тешки времења пред нас стојат предизвици, Крушево да го направиме препознатливо како во државата, така и надвор. Крушево е препознатливо во историјата, со историјата, културата, спортот. Дали имате некои нови проекти со кои што би се решила невработеноста, на кои што ќе почнете работите во најскоро време? Во Крушево, односно во Крушевска општина, имаме индустријска зона Опаленик, која моментално нема инфраструктура. Зборувам за канализациона, водоводна и електрична енергија. Сето тоа го имаме во програмата и мора да го реализираме. Сето тоа имаме план, имаме екипа која сето тоа може да го спроведе, а исто така за да биде препознатливо и да биде во 10 најдобри светски дестинации во однос на спортскиот туризам, пошто во 2019 година се одржува светски куп за параглајдери, сакаме и имаме намера, имаме план како тоа да го направиме, да го спроведеме преку инфраструктура на полетиштето, кое се наоѓа на Мечкин камен. Сакаме да изградиме инфраструктура, канализациона мрежа, водоводна мрежа, електрична енергија, со што Крушево ќе биде уште препознатливо и со што би ги привлечиле странските туристи и параглајдеристи во екстремниот спорт, како што се змаеви и параглајдери. Под општина Крушево се наоѓа фабриката за преработка на масло од канабис. Докаде е развојот на овој проект? Значи, Five Letters ја најави изградбата и ја реализира изградбата, со што ќе почне од наредната недела фирмата, стопанственикот Five Letters, тој е стопанственик од Америка, кој сака претежно материјалите кои ќе ги произведува и преработува да бидат за извоз. Значи, дали имате некој друг проект кој што сакате да најавите? Имаме намера да ја реконструираме водоводната мрежа, канализационата мрежа во градот, исто така и во населените места, пошто се наоѓаат во лоша состојба. Значи, Водоводната мрежа е во доста лоша состојба. Крушево се соочува со недостигна вода, што е доста лошо се одвива и на туристичко поле. На кој начин би го решили овој проблем со водоснабдувањето? Преку реконструкција на постојната водоводна мрежа и преку имаме неколку извори кои се наоѓаат измеѓу општината Крушево и меѓу Македонскиот Брод. Тие извори ако ги придобиеме кон наша страна ќе немаме проблем, како за Крушево така и за стопанствениците кои се наоѓаат во непосредна близина на Крушево. Бидејќи пумпата со која што се крива водата во Крушево, бидејќи високопланинско место, е нефункционална поради големи долгови кон Евана, изворите се многу мали во планинско место. Дали имате можеби план за коп на нови бунари? Да, секако. Значи, ние мислиме за алтернативните бунари со ископ на повеќе извори кои имаме интерес да ги прошириме, надоградиме и да ги поврзиме со постојната водоводна мрежа, се со цел да се добие населените места да добијат доволен притисок со вода за пиење и техничка вода. Пред нас се наоѓа новата зимска сезона. Кои се вашите најави? Што ќе преземете за да го вратиме Крушево на светската мапа како еден од најдобрите центри во Балканот? Во текот на наредната недела ќе објавиме тендерска документација за чистење првин на снегот. Значи, да има паркиралишта, да се прошири постојните места за паркиралишта, а потоа преку привлекување на странски, домашни или и други инвестиции да се подобри инфраструктурата,
да дојдат стопанственици кои имаат интерес да направат жичари и други, ски лифти и слично, се со цел да се привлечат странски туристи и преку зимските спортови. Дали може би имате во план изградба на долго најавуваниот ски центар на Мусица? Да, секако. Значи, нашата цел е да го промовираме Крушево не само во зимскиот период, туку перманентно во целата сезон, мислам целата година, пошто Крушево е препознатливо не само во зимскиот туризам, туку и во културата, историјата и така натаму. За крај, со што прво ќе се зафатите со работа? Кои се вашите први проекти? Првите проекти, значи изградба на инфраструктура во индустријската зона Опаленик, а потоа наредно иди изградба на локалните патишта како што е Стопанство Норово, локалниот пат Лажани, Саждево, Јакреново со крак према Борино. Исто така ќе иницираме мерки преку државните институции и фондовите за патишта за изградба на регионалните патишта Кривогаштани Крушево, Крушево Демир Хисар и Крушево Кичево со цел привлекување на странски и домашни туристи. Господине Христоски, посакуваме се најдобро и многу успех во работата во наредните 4 години.